Танталови маки теглат варџиите од Костурино кои со тешка мака каменот го претвораат во вар. Од копање на варникот преку кршење до редење на варниците, нивно палење и собирање. Варџиството несомнено остана најтешка физичка работа која постои во Македонија. Па варта се произведе многу однапред, од дедо, предедо, тоа зането станува и ден денеска, ама постепено замира, значи многу на млад народ избега, тешка е оваа работа. Тоа е најтешка работа што може да постои во општеството. Варта, за да може да се испече 10 тона вар, потребни се цели 15 дена, со тројца аргати да работат, така да многу тешко оди. Значи, рано од наутро стануваш од 6, па до вечер до 6, тука немаш, не е тоа како државна работа или некој приватно по 8 сата работни. Тука си цел ден. Не бираш време, значи дали ќе биде влажно, мокро, може да биде и со снег, да те затече во некое невреме. Варта, како што оди, значи уште 2-3 години по наше и ќе нема кој да ја пече. Некогаш занимање на цело село, денес борба за гола екзистенција. Залудно работи, залудно не седи. Оваа народна поговорка важи токму за варџиите кои добиваат трошки за напорната работа, но и трудот што го вложуваат за производство на негасена вар. Па тоа, ако се оди редовно со тројца аргати, како што кажав напред, 15 дена треба, значи да биде до крај на варницата. И после доаѓа продажбата. Продажбата не се знае од кај ќе се јави муштерија. Најважно е работата што е многу тешка, а не е платена. Значи, од една варница, од 10 тона за тројцата аргати ќе имаат по 120 евра најмногу да си поделат. Значи, во месецот 2 варници ако извади, нека земи 250 евра. Тука е најголемиот проблем што не вреди таа пари. Значи, ја има уште го задоволува капацитетот на државата наша. Порано во Југославија одевме преку граница. Носевме во Косово, во Гнилани, во Врање, до Ниш најмногу да се патувало со варта и до Ниш имаме слушнат дека има носено. И тогаш беше подруго, значи ќе испечеш варта и ќе знаеш дека ќе земеш некој динар. А сега ова само за опстанок. Некогаш имало најмалку 60 семејства кои произведувале вар во Костурино. Денес останале едва и 10 групи кои се уште печат вар. Мештаните претпоставуваат дека за неколку години варниците околу селото за секогаш ќе ги напуштат младите, поради ниската цена, но и неперспективноста на ова занимање.